Некои општини низ државата не ги изведуваат сите контроли за сеизмичка стабилност на објектите што се градат на нивна територија. Тоа го посочува Владко Шешов, првиот човек на Институтот за земјотрсно инженерство и инженерска сеизмологија, во разговор за Гласот на Америка. Некои од општините ги релативизираат овие контроли и велат дека тие не се потребни на лице место да се прават. Се работи за проверки кои е неопходно да се извршат кога објектот веќе е во градба. Имаме контрола МИС-1 и МИС-2. МИС-1 е контрола која што се прави на 50% од изведеност на објектот, бидејќи ако се констатираат тогаш грешки, тогаш истите тие треба да се отстранат. Институтот е надлежен за контрола на објектите кои се поголеми од 300 метри квадратни, како во фаза на проект, така и во фаза на изведба. Сакајќи да им излезат во преслед на инвеститорите, сакајќи тие згради што побрзо да ги стават во промет или што побрзо да ги стават во изведбен процес, некогаш се случува да има и скокање на некои од овие чекори што ги спомнавме на контролите кои што ние ги вршиме. Не велам дека е тоа намерно, меѓутоа има се такви проблеми со општините, ние имаме разговори со нив, колку можеме ги убедуваме, за да сепак тие контроли на некој начин значат и заштеда на живот утре ако се случи некоја катастрофа и така. Но тоа што најмногу загрижува се дивоградбите, кои некогаш се и цели станбени згради, се легализираат без извршена контрола од ИЗИС. Тие нелегални градби се рак рана во градежништво, бидејќи за нив немаме контрола, не знаеме како се изведени, уште помалку знаеме како ќе се легализираат и тоа легализирање со некои само обични сметки, без проект, без контрола на квалитетот при изведбата како била, еднаш мора да се стави крај и бидејќи ја нарушува целокупниот процес, целокупната наша заложба за безбедни и сигурни објекти. Ние не велиме дека тие не се сигурни, меѓутоа нема контрола. Вие за тој објект немате ништо. Шешов ја нагласи опасноста и од доградбите, што се прават врз стари згради. Особено за објекти кои што се постари од 70-тите, 60-тите години. Никако да не се дозволува доградба, надградба на објектот. Можно и тамо да се прават доградби, меѓутоа исклучително се скапи. И тоа треба да се прави многу внимателно, многу студиозно и со дополнителни елементи, со дополнителни вложувања, а тоа ретко кој го прави во Македонија. И сведоци сме сите до сегашни природни катастрофи, најмногу страдат токму тие објекти. Институтот е надлежен за контрола на стабилноста и на мостови, тунели, подпорни зидови на автопатиштата низ државата. За свлечиштата на автопатот Кичево-Охрид, Шешов коментира. Сигурно постоело може некое техничко по-интелигентно решение, наместо тоа да се прават оние засеци. Тоа секако, кога ќе биде изложено на атмосферски влијанија, таа земја оставена така, таа секако ќе појави локални нестабилности или поголеми глобални нестабилности. Институтот за земјотрсно инженерство е една од ретките научни институции во регионот кои имаат можности за тестирање сеизмичка стабилност на нови градежни материјали и техники. Токму во времето кога го правевме интервјуто, кај нив се изведуваат тестови во рамките на меѓународен проект поддржан од ЕУ. Главниот акцент на овој проект е всушност отварање на нашите врати, на нашето знаење, на нашата опрема, на користење на други заинтересирани групи на истражувачи кои што немаат ваква опрема. Според Шешов, меѓународните проекти се начинот на кој домашните научни институции може да обезбедат средства за сопствен напредок и развој. Досегашната пракса ни укажува дека кога имаме вакви поголем број на проекти, ние сме во можност да земеме и поголем залак, односно да купиме нова опрема, да купиме нови инструменти, да ангажираме дополнително млади луѓе кои што можеме да ги плаќаме од сопствени средства. Во состојба кога младите научни кадри заминуваат од државата, институтот води политика за нивно задржување преку стипендии. И возможуваме престој во институтот и да ботаат на одредени вакви научно-истражувачки проекти. Во тој процес ние го следиме нивниот развој и после 2-3 години ние можеме да констатираме дали се работи за исклучително квалитетен кадар и потоа ние ги финансираме неговите докторски студии и веќе ние сме спремни тој кадар утре да го примиме како вработување, да кажеме, на млад научен кадар, асистенти и доценти и така. За крај од разговорот, Шешов упати порака до градежниците и до инвеститорите. Да се вратиме на основите на градежништвото, да ги почитуваме
правилата кои што постојат во градежништвото, да ги почитуваме техничките стандарди, да не правиме импровизации, да не скокаме некои чекори. Само на тој начин мислам дека ќе обезбедиме добри градби и сигурни градби за сите граѓани. Во ред, господине Шишов, јас ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.